Тој настан го изменаџира перфектно. Тоа не го кажувам јас, ги кажуваат сите. Значи, овој вокабулар со гнев и омраза кон господин Таравари, сите овие напади со сета артилерија и арсенал се исфрлија сите кон господин Таравари во моментот кога беше единствена светла точка во менаџирањето со трагичниот настан во Кочани. Пази, не, ова е вистина. Сега тоа што велиш ти, праше го Христијан Мицковски. Праше го Христијан Мицковски, премиерот на оваа држава, ќе ти одговори за паркингот. Еве, ја не праше го Христијан Мицковски, ќе ти одговори за паркингот. Значи да бидеме малку коректни, немој да бидеш како некои други, пошто ја те почитувам, знаеш колку те почитувам. Јас прашувам. Еве, јас ти одговорам за паркингот. Еве, ја ти кажав за Кочанскиот настан, овие напади во Таравари дојде во тој момент. Вие споите работата дека владата не чинела. Јас не викам дека Таравари не чинела како министер. Види. Зошто така ги гледате затоа работите? многу треба премалку кажавте дека владата многу треба да внимаваме, работа. многу треба да внимаваме кога ја представуваме вистината. Вистината не треба да биде ориентирана вистина, векторска вистина, само еднонасочна. Еднонасочна вистина е диференцијална вистина. Диференцијална вистина не е добро. Вистината треба да биде интегрална, господин Пренџов. Да не влегуваме во работи. Значи интегралната вистина е целата влада би била одговорна за на клинички центар, да ја отстапиме простор. Поразително е. И не би ме чудило до крај ако почнат и министри од редовите на ВМРО ДПМН да се даваат оставка. Поразително е да една политичка партија која 7 години дека беше во опозиција тврдеше дека знае се што се случува во државата, знае за секој еден криминал, знае за секој еден кој е криминалец и така натаму. И после една година од превземањето на власта, Министерството за внатрешни работи го превзема од јануари 2024 година, на пресконференции и во дебатни емисии да кажуваат разговори, муабети од кулуари. Поразително. Колега Пренџов, имате доволно искуство и во собранието и во политиката, па не сме адресата, јас и колегата Снопче да вие не прашувате, конкретно него. Го прашавте, меѓутоа бидејќи сум присутна, ќе искоментирам. Да го прашувате него за тоа дали е ова точно или не. Имате институции. Ама Министерството за внатрешни работи има министер кој е на предлог на премиерот на владата. Има директор на Бирото за јавна безбедност. Имате началници на СВР-та. Нивна задача е во закон, во кривичен закон. Второ, ако сте ги слушнале по кулуарите, ваша задача не е да ничија, нити моја, нити на колегата Снопче, да прераскажуваме по кулуарите се и се што се зборува. Не дај Боже ако почнеме да зборуваме кулуари овдека во емисија. Граѓаните не гледаат, да бидеме сериозни, дозволете. Ќе си се јавите во Министерство за внатрешни работи и ќе си побарате средба со министерот, со неговите советници и ќе пријавите тоа што се слушнале во кулуарите. Затоа што толку повеќе ја спуштаме политичката култура доле, тоа е невозможно да се коментира. Тоа што некој зборува отворено. Што зборуваат отворено? Ама не. Знаете како? Година дена слушаме од ВМРО ДПМН како партија, обвинување за криминал. Јас зборувам лично име. Јас сега зборам за ВМРО ДПМН како партија, се оградувате од ВМРО ДПМН. Не се оградувам никого, јас зборувам, бидејќи мене ми реплицирате за тоа. Сега. Значи, ВМРО ДПМН како владеачка партија со 58 пратеници, вие тоа го кажавте. И така е, фактичка состојба. Со коалиција, замислете, излегува секој ден на прес и обвинува дека некој направил криминал. Па ваша задача е тоа да го сузбиете. Добро, ајде да не раскажувате на пресници, а уште помалку кулуарски муабет. Ве молам. Ајде ве молам да колку имате реплика и сакам да се префрлиме малку на прашање околу локални избори. Второ, затоа пишуваат многу. Трето, господе Петровска, видете вака ви кажам на работа. Ако следите дебатата, јас кулуарите не ги споменав прв. Кулуарите ги спомена господинот Снопче. Вие ги споменавте, јас ви одговорив на кулуарите. И второ, зборот вистината дека е релативна и каква е вистината. Јас прашав она кое што не само во кулуарите, туку се зборува и во многу медиуми кои што ги читаме. Јас сум човек, и вие многу добро знаете, кој што многу отворено зборува, многу јасно зборува и многу прецизно зборува. Јас никого ништо не обвинувам, јас кажав многу добро. Она кое што многу се зборува, од многу луѓе блиски до таа страна, е ова. И јас само ја отворам темата, за доколку некој смета дека тоа е така или не е така, темата да ја затвори. И тоа воопшто не е злонамерно, и тоа воопшто не е ниско, туку едноставно е дел од една интелектуална дебата која што дека ја водиме. Бидејќи реално имам дилема.
Претпоставаме дека вие ќе се согласите, иако тоа нема сега да го направите, ниту господинот Снопче. Закони во кои што учествува Алијанса, процеси во кои што учествува Алијанса. До пред 3 недели, 2 недели, заедно седевме по дебати и ја бранеа дека владата е добра, дека добро функционира. Тие закони никој никогаш не ги оспорувал, бидејќи никогаш не сме имале ние дебата да кажеме супер е оваа работа, ама овој дел со овој закон не е добар. Такво нагласување сме немале. И наеднаш нешто се случува во позадина и излегуваме со образложение кое што сте знаеме дека не држи вода. Затоа се ствараат оние кулуари, затоа пишуваат медиумите и истражувачкото новинарство, а јас само тоа го артикулирам пред македонската јавност и тоа е мој избор на дебатирање денес. Со цела должна почит 2 пати, 3 пати кон личноста на колегата Снопче и сметам дека тоа треба да малце да внимавате како се однесувате, сакајки на туѓа дебата да земете некоја политичка придобивка. Прво, јас сум рамноправен учесник во дебатата, ако ви пречам за дебатата, тогаш да знам да излезам. Со аргументи кои што се несоодветни. Јас мислам дека прашањата кои заставаат на оваа маса подеднакво треба да ги адресираме сите ние. Мојата поента, за да не глумите жртва, колега Пренџов, за да не глумите жртва и вие мојата поента на мојот коментар не беше конкретниот случај. Имав поента и сега ќе ви ја симплифицирам за да ме разберете. Поентата една реченица, апсолутно една реченица. Ние дека ВМРО ДПМН не. Апсолутно треба да почне. Апсолутно треба да почне да се однесува како власт. По секој допрен глас за ова, верите ми, медиумите пишувале со сиот респект, апсолутно. Не ме сватете погрешно дека јас знам што е вистината, што не. Јас само реков, се што е допрен глас, но сега Министерството за владежа што прават, спијат или не можат уште до Дубај да се дошетаат? Не, извини. Втор пат за месец. Поверете доколку имате нешто да дадете, ќе се префрлиме на други прашања. Значи фактички нашата слабост е што еве со озборување се занимаваме, еве со кулари се занимаваме, а никогаш не ја констатираме фактичката состојба. Значи констатацијата на фактичката состојба и предпоставките, муабетите, значи не вршат работа, да знаете. Добро, вие тврдите дека премиерот Мицковски ја знае фактичката состојба. Не, претпоставам дека знае, тој е шеф на владата, што сега. И ама сега овие што спомна господин Пренџов, затоа ја нешто кажав преска. Од кои извори доаѓаат. Тие немаат ни кредибилитет, ни, да кажам, историските архиви не покажуваат дека биле некојаш големи антидуисти. Сега имаат една реторика, црнолисташи, не знам што. Добро, од тие не. Се повторуваме, ве молам. Не, тој се повтори што? Значи, чекај се да завршам. Чекај да завршам. Значи, со овие претпоставки, со овие хипотези, никаде не одиме. Ти знаеш дека во Горница сум кажал еднаш. Научна теза е. Ако хипотезата, тоест претпоставката е прогрешна, било каков заклучок дека можем. Значи, ти тргнуваш од една претпоставка, хипотеза, што е кулуарски муабети и донесуваш заклучоци. Не е во ред. Значи, ако одиме со оваа реторика, не е добро. Ние сме имали солидни партнерски односи, ние не обвинивме нешто големо обвинување дадовме. Ти знаеш, во моментот кога ние веќе бевме решени да действуваме опозиционо, ја дадов подршка кон министерот Тошковски, нели така? Имав говор во Собраниската говорница дека веруваме во моралот и веруваме во институциите на системот. Значи да припазиме на речникот што го користиме. Зошто? Ја исто така реков од говорницата дека ние не сме неуспешни заради недостаток на знаење. Само момент. Не сме неуспешни заради недостаток на знаење. Дури но сме неуспешни заради и политичка иморалност, политички иморалитет. Овие муабити се политички иморалитет. Меѓутоа политичкиот иморалитет се дефинира на друг начин. Се дефинира на недостаток на волја да се преземат конкретни добри чекори да се подобрат работите. И во таа насока се согласувам со Славјанка, значи има институции, нека има волја, нека има желба, нека се расчистат работите. Повели, меѓутоа те молам многу кратко. Јас секогаш сум краток. Значи, почитувам колега, не знам зашто се
вие почнавте да ги кажувате зборувањата од меѓути. И со индигнација ги одбивте, така? И јас ви кажав, не се само тие, туку и плюс и ова. Но не, и се вознемиривте, не знам зошто. Кажете, не е вистина, во ред, не е вистина. Кај да знам, јас само прашувам и тоа имам право да го поставам, тоа што го зборуваат гаѓаните. Кулуари да го кажам збор, бидејќи вие спомнавте кулуарите, ми од медиумите. Добро. Завршуваме. Прво кулуари вие спомнавте. Вие почнете со кулуари, господин Пренчев. Ве молам, имам уште 5 минути. Ја одговорив до на вашата констата за кулуарите. Сега да не ви спаднам ја дека. Ајде едно конкретно прашање. Рековте дека вие синоќа не сте присуствувале на состанокот на раководството на Алијанса во Тетово. Добро, небитно, не навлегувам во тоа која била причината. Исто така и пратеникот Салим Сулејмани не присуствуваше. Дали сте вие убедени или дали можеби разговаравте синоќа на состанокот или после тоа дека сите 4 пратеници се исклучок на вас ќе му останат лојални на Таравари или можеби ќе им се остави избор? Како мислите со исклучок, со мој исклучок? Дека вие не сте били присутен, за тоа кажам. Окей, добре, да. Ќе останат лојални на Таравари или можеби ќе им се остави избор на вашите сопартици да одлучат каде сакаат да продолжат понатаму? Истото се однесува и на вице-премиерот Фетај, кој што исто така не беше присутен. Дали тој останува заедно со вас или можеби има можност да остане и со вреди? Одлуката е донесена, како што разбрав, консензуално. Значи, консензуална одлука. Централно собрание на партијата го ауторизираше председателството на партијата, значи тоа е и под дозвола на Централно собрание на партијата. Донесена одлука да продолжиме опозиционо. Така ќе делувате во... Па се разбере, сега испазарања. Ние во Македонија често пати имало испазарање муабет. Ние не навлегуваме во тие работи. Тоа е принципиелна одлука. Објаснив малку, сега нормално немаме време да влеземе во детали. Ние не можеме да влеземе во деталите, меѓутоа ја го гледам сфондот, позадината. Позадината има јаки причини и тоа со тенденција да биде во интерес на нашите гласачи и во интерес на самата партија. Тоа е позадината. Не навлегуваме во деталите. Овие се детали што поспомнувате вие. Меѓутоа ја со уверување кажувам, моето уверување дека 5 пратеници се унифицирани без оглед на индивидуалните мислења на секој пратеник посебно, ние ќе ја почитуваме колективната одлука на органите на партијата. Тоа е. Така. Добро, Петровска, дали можеби веќе има комуникација еве по излезот на Таравари по синоќешниот состанок на релација Алијанса за албанците СДСМ околу можноста за подршка или заеднички настап на локалните избори и не ми одговоривте, прашав и на почетокот на емисијата, дали има конкретен термин кога ќе се сретнат Таравари и Филипче? Не, од тоа што мене ми е познато за конкретен термин не, само има најава дека ќе се сретнат и дека ќе разговараат. Председателот на партијата во својство на председател има такво право да разговара со политички партии на различни теми. Се договарали веќе некоја соработка? Таа средба, според мене, сега ова не се информации од партијата, меѓутоа по моје собствено видување не значи веднаш некаква соработка, меѓутоа едноставно диалог помеѓу политички партии и искрено, ако јас се прашувам, мислам дека за доброто на државата, без оглед која партија како е позиционирана, власт, опозиција, е многу подобро во иднина да има такви средби и да се дискутира на прашања кои ги засегаат граѓаните. Добро, Снопче, уште едно прашање за крај. Каква е моменталната ваша комуникација и соработка со ДУИ? Дали освен Таравари и Ахмети има комуникација и меѓу другите членови од двете партии? Значи, мојата комуникација, нашата комуникација како пратеници со ДУИ е на исто ниво како мојата комуникација со господин Пренчев, со госпожа Славјанка, значи во исто ниво. Ние се сеќаваме во собраниските простори, има собраниско бифе кај што некогаш пиеме и кафе заедно. Значи таква е комуникацијата. Официјална комуникација за некој договор, значи ви кажувам дека моја лична никогаш и на пратеници немало сега. Има ли заеднички настап на изборите или можеби подршка во... Виде, фактички ние како Алијанса за албанците сме донеле една единствена одлука за посебен настап само со ветничките листи. За заеднички настап за градоначалниците, таа одлука беше отворена. Меѓутоа, после сета таа артилерија и сето тој арсенал на напади и тие случувања што се случија, ние донесуваме уште една одлука да действуваме опозиционо. Ние дадовме неколку пати шанса да имаме договор. Баш не е тоа така како што кажа господин Пренчев дека наеднаш. Значи ние 2-3 месеци изборуваме за оваа работа. Ја во една прилика изјавив дека кандидатите за градоначалници не може да биде лотарија со паричка да утврдиме со Јази Тура кој ќе биде кандидат за градоначалник. Треба да се земат предвид сите околности, структура на партијата, индивидуите, професионална подготвеност, супортот што го имаат во соодветното место и така натаму. И затоа беше, значи, ова позиција. И плюс,
Ние имавме уште една тенденција, зошто да одиме со посебни советнички листи. Ако ние не направивме заедничка партија после парламентарните избори, имаше муабети дека тоа ќе се случи после локалните избори. А проблемот ќе беше кој ќе биде лидер на таа заедничка партија. И една од причините за посебни советнички листи беше да видиме нема подобра анкета од директното гласање, така? И ќе видевме која партија стои најдобро. Значи, имаше време траење на тенденција да најдеме согласност, не успеавме. Значи не е работа веднаш. Едно прашање само до крај, дали можеби очекувате се разгледува можноста станало муабет внатре во владата околу тоа некоја од помалите албански субјекти да стане дел од владечкото мнозинство? Немам таква информација, мислам дека немало такви разговори. Денес видов веќе за ресори се разговара, такви разговори никакви немало. Вечерва ВМРО ДПМН има извршен комитет, доколку има било каква промена, јавноста ќе биде благовремено известена. Така, добро. Она кое што мене ми е познато, одговорот е не. Така. Јас ви благодарам и на тројцата за вашето вечерашно учество. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и денеска. Секако останете со програмата на Канал 5 во продолжение. Од мене пријатно.